А сега е време веќе да ви го најавам и нашиот следен гостин, кој што ни пристигна директно од Кичево или од Кича, така му доаѓа, од Кича. Добро ни дојде и честито воедно албум кој што има прекрасен наслов Ајде македонци. Благодарам, Искра. Предпоставам дека тоа ќе би вашата главна тема денес, така? Так. Повели Лена. Благодарам, Искра. Ете така, како што кажа Искра, нашиот гостин утрово ни пристигна директно од Кичево. Станува збор за Михајло Даниловски, естраден уметник. Михајло или Мики, така? Така ве викаат. Повеќето ме знаат Мики. Мики. Добро ни дојдовте во утринската програма. Како патувавте? Одлично попад. Нема ни гужви, све супер. Како со невремето во Кичево, Нокеска? Убаво поминавме. Добро. Ви благодарам што еве вака рано наутро утрински, јако вие естрадните уметници можеби сакате малку да поспиете са бајле, ама со вас не е тоа така, бидејќи сте ранобудник. И се зборуваме за вашиот прв деби албум, насловен како Ајде македонци. Имаме ние тука ќе зборуваме за љубовта, прво за љубовта кон музиката и сето тоа. Ама ќе се ја вратиме и на албумот. Јас само ќе им кажам на гледачите во текот на разговорот, ќе ги вклучиме телефонските линии и ќе доделиме на двајца гледачи по едно CD, бидејќи во поново време зборувавме дека можеби не е толку популарно, нели? Сега се излегува на YouTube. Меѓутоа, вие се одлучивте да оставите нешто позади себе, да ја оставите на Македонија, еве вака убав албум, насловен, како што кажа Искра, Ајде македонци, тоа е и носечката песна на албумот. Мики, од каде кај вас љубовта кон музиката? Вие потекнувате од музичко семејство, од покојниот Војо Стојановски, па неговиот син Дамјан Стојановски, вие братучет. Така и еве вие кажете си. Прво добро утро на сите гледачи. Ви благодарам што ме поканивте во емисијава. Затоа што рековте со CD-то, не е актуелно сега вадење на CD-ња, но сепак јас се одлучив да има нешто, да оставиме нешто зад нас. Себе, така е. Иначе со музика се занимаваме целиот свој живот. И од дете, така. Секогаш музиката. Не ми е претежна дејност да одам по настапи, да свирам, но сепак. Така, вие си имате друга професија, но сепак сакам ви е нешто. љубов, музиката ви е хоби, музиката ви е нешто што го работите од што го сакате. Тоа што го сакам да остане тука и да им подарам на гледачите и на слушателите нешто од мене. Да. Има навистина убави песни, ова се 8 песни, така? Да. Тоа се сите ваши песни. Вие сте автор на текстот, на музиката на песните, така? Точно. Во ова CD 8 песни се. На повеќето сум јас како текстописец, музиката е од мене, на сите. Ваша. Комплетно. На две песни е еден драг пријател мој, Драган Божиновски, на втората и на седмата песна, додека аранжерски се погрижи Златко Миладиновски и Лазе Ѓорѓиев и Гоце Цоцески за аранжманот и за снимањето на песните да звучат вака. Така. Иначе, ќе имаме ние можност на крај на разговорот, ќе ја слушнеме Ајде македонци, навистина одлична песна. Може да ги споменеме и другите песни, да ги прочитаме. Ангелино, Во наше село, Мајка, Моме убаво, На Великден, Песна за Дуко Војвода и Празна Мејана. Ова се македонски песни, ова се песни кои што го носат мелосот од Западна Македонија, поготово од вашиот кичевски крај, каде што предпоставувам дека се како Ајде македонци, таа само ја слушнав, дека се со богати, со зурли, со тапани, така? Точно. Сите се во мелоста, кичевскиот мелос го содржат, повеќето, додека Анđелино е нешто поизведена, зашто работевме во друго студио, поинаква песна е, мислам, стилски и испеана и додека Ајде македонци е песна настаната во едно време кога се случуваа некои претумбации со нашето име. Ајде малку кога ја споменавте, бидејќи така ми се вика и вашиот прв деби албум. Така ми дојде. Текстот е малку така патриотски. Малку патриотски, малку провокативен, можеби некому не му се свиѓа, но сепак мораше нешто да се направи во тоа време. И излезе песната што се викат Во еден здив, па пробав да ја направам, ме снимив. Сакав да ја пуштам на фестивал, но во тоа време не можеше да настапуваме на фестивалите. И мислам дека
Ќе им се бендиса Ќе ја слушнат, да, ќе ја не само што слушнат. ќе ја слушнат, туку гледам и на YouTube, гледаноста е Задоволително, за така разлика од другите е огромно. Повеќе, така. Да. Кажавте дека сите овие песни, 8 песни кои што сте на CD-то, имаат и свој спот, така. Да. Со кого работевте, да споменеме дел од екипата? Ајде македонци е правев со Ване во Охрид. Снимано е на локација во стариот град во Охрид. И на повеќе локации Из со Македонија. дрон на Македонија, што стварно изгледа добро. Професионалец е Ване и знае како да направи. Стварно. Останатите? Останатите неколку се правени во Balkan Music, Ангелино и во наше село се во студио во Balkan Music со Дејан Ѓурѓиев. Додека Мајка исто е со Ване снимана. Песна за Дуко Војвода правена е во Кичево, Празна Меана исто така со Гоце Соцевски. Сите ми се не вадам песна, со спот ги вадам. Така. Кога ќе ја направам Значи веднаш. сакате нешто да остане сепак да со има, видеозапис? дали на YouTube, дали на CD, дали сакам да остане нешто. Екипата, значи, вие сте музиката, меѓутоа, она што сега да ве вратам на почеток, Ајде. бидејќи потекнувате нели од музичко семејство, да ни кажете ајде малку за вашите корени и за вашите почетоци со музика. Покрај тоа што пеете, вие свирите гитара, свирите на сајзер, така? Да, кога ќе ги правам песните, знам да ги направам на гитарата и на клавир, на сајзерот, додека потеклото. Ние сме голема фамилија, реално, по мајка ми страна... Од страната на мајката, да. По мајка ми страната од Мидинци сум ја. Иначе, по од мајка ми, прва братучеда му беше на Војо Стојановски, Билјан, Војо, Нике. И секој пат кај нас, дома, секој пат се слушала таа музика. Пораснавме со песните на Војо, на Билјан. Остави ли тие двајца печат во вашата музика? Дали ви се можеби тие мотивот за вашите песни? Бидејќи тоа е стилот на песните кои така. Стилот на пеење ни е тој. Пораснавме со тие песни, пораснавме со таа дикција и се забележува колку и да се трудите да го избегнете тоа, не можете, знаеш, нешто е од Господа кој ќе е. Така. Предпоставувам, еве, одат веќе и некои фотографии од вас кои што ни ги пративте. Гледачите баш може на таа да... фотографија еден прекрасен концерт се направи во чест на Војо Стојановски, во Кичево, во Кочурацин, во културниот дом, во организација на Дамјан, на Драган, на Жарко, на неговата фамилија Жаклина. Прекрасен концерт, значи. Сега не знам колку може медиумски да се долови тоа, но до сега немам забележано онаков прекрасен настан што се случи во Кичево тогаш во врска со Војо Стојановски. Сите што бевме и фамилија и кичевчаните ги испеавме неговите песни. Да. Па живеат неговите песни, се уште се слушаат, се пеат и по свадби и секаде. Бидејќи сте од музичко семејство, си знаевте ли вака да си се соберете во Кичево таму и да си пеете нешто за ваша душа кога е тоа така? Што најчесто пеете? Која песна? Кичево секој пат има збиранки, секој пат се пее, секој пат има веселби. Најчесто се пеат песните, македонските песни, старите македонски песни. Патриотските, нарочито. Така е. Патриотските во нашиот дел таму. Да. Мики, од режија ми јавуваат дека веќе имаме гледачи на линија и мене ми е многу кејф поради тоа. Ќе доделиме 2 цедиња еве од Мики Даниловски, 8 песни, 8 македонски навистина убави песни од оној западен дел на Македонија. Добро утро. Добро утро, Ирена, на тебе и на гостинот твој. Благодарам, Виолета. Еве, многу ми е мило. Добро. Многу ми е мило што ова CD ќе оди кај вас. Верувајте, јас ја имам слушнато само првата песна Ајде Македонци, ќе ја слушнете и вие сите за многу брзо и може да дојдете во телевизија Алфа или ќе се договориме, ќе се најдеме, јас ќе ви го доставам лично CD-то. Благодарам. Многу поздрав до господинот. Имав шанса во изминатите години да одам во Кичево. Имат најмек македонски говор. Не сум имала шанси да ги слушам нивните песни, меѓутоа мислам на господинот. Меѓутоа сите убави песни, а посебно патриотските, многу ми лежат. Затоа што сум наследник на Комита и на првобореци.
Одлично. Затоа и кажав дека ми е кеф што оваа CD оди на вистина во вистинските раце. Ви благодарам што не следите. Успешна работа. Благодарам. Фала ви, фала. Ако имаме гледач на линија, веднаш да го вклучиме и вториот гледач. Добро утро. Добро утро, Ирена. Добро утро, папа Роска, тетка Роска. Крена шанса да дојдам пак у Алфа. Ете така, уште една шанса да се видиме. Да. Го Ке ви се... поздравувам многу пејачот. И многу ми е мило и јас со него барабар пеам. Браво, На телевизија која пее он. браво. Ета, Вие сте ни да, секогаш да, расположена, секогаш сте ни Да. весела. Ке Да, останете да. со нас уште некои 5-6 минутки, ќе го слушате и ќе го видите премиерно на Алфа И телевизија. ја ќе си запеам со него. И да си запеете. Ајде, чао. Чао, чао и се гледаме, ве чекаме и вас во Алфа да си дојдете повторно, да го земете ова CD. Навистина ќе уживаат и двете гледачки, тоа се наши редовни гледачки кои што ни се јавуваат на кога имаме теми, веќе си ги знаеме и кејф ми е што ве одат во вистинските раце овие две цедиња. Мики, вие сега кажавме дека со музиката вие како хоби, меѓутоа сепак до сега не сте настапувале на некој фестивал. Може би тоа ќе биде во иднина, може би нели на Гоце фест, бидејќи тамо се пеат вакви македонски патриотски песни. И сакав да ве прашам, имате летниот период доста настапи, нели? Планирате, мислам планирано веќе си пеете и во Кичево и ширум Македонија? Да, има. Во Кичево, Може да ги во спомнеме Охрид. групите и тимот кој што работи со вас? Јас, мојата група од Кичево е групата Бели Мугри. Сакам исто да ги поздравам. Дечките се одлични. Со нив работам. На свирки, на веселби, на свадби. Има. Фала му на Господ, добро е. Нешто покриваме. Така. Колку време работевте на овие песни? Кој период се излезени? Овие песни се излезени од 2014 навака се сите песни. Така, значи десетина Фактички години има се. 10 години Голем избирани, период, да, така. Да. Тоа значи инспирацијата од каде ја црпите? Прво вечна инспирација ни е Македонија, реално, за неколку песни, додека кај нас е и љубовта, селата, прекрасни села, прекрасни Пейсажи. пейсажи. Така тамо во тој прекрасно, во вашиот регион таму. плюс и животот е поинаков. По селата и вечна инспирација. Порелаксирано е, така, помирно е, поспокојно е. Подолго да се живее. Да. Подолго да се Ние живее. овдека во градот некако навикнати сме на некое брзо темпо, се нешто немаме време, така кај вас е се поспокојно, Мало. помирно, воздухот ви е супер чист. Да, еве, например, ќе спомнам песна за Дуко Војвода, таа е направена од моето село, од кај татко ми страната, имам тамо куќа и често Си сум одите таму тамо, присутен, да, викендите сум тамо. Најчесто сум тамо. Јудово се вика селото, да, на патот за Битола, прекрасно е. Мислам, само Тоа треба ви е да дојдете. Дуко Војвода, кој е Дуко Војвода? Да, тоа е по потекло е од тука, Од од тука, тоа село. Да, еден И од вие го опевате војводите негово? и го опеваме прва песна за него, ова испеана. Прва? Драган ми го напиша текстот и јас само музиката и аранжерски ја средивме со Гоце и Како ви доаѓа, Мики, инспирација за музиката? па истото што го напоменав. Прво текстот, па музиката го пишува или музика па текст на музика? Кај мене некако ко заедно доди. Додека ако добијам текст, музиката многу лесно ќе ја направам. Да. Бидејќи на поголемиот број од песни сте вие, нели, и Музиката музика сум јас. и текст, Ангелино е претпоставувам пеете за девојка, така? Да. Во наше село повторно си го опевате селото. За нашето село и за свадбата. Мајка е една од неисцрпна тема, така? помилените мои песни. Тука работевме со Златко Миладиновски. Прекрасна песна, препорачувам да се слушне. Таа е една од помилените песни и на CD-во и мои песни. На Великден? Моме убаво ми е првата. Да, добро. Да, на Великден се збори за Великден, за невестите, за селото. Празна меана е празна меана. За меаните, за... Мислам дека... Меана па празна уште. На Има ли крајот тако празна меана останува. Значи Прекрасни се спеете песните, за оние реално. доцни часови, така? За доцни часови, за кога ќе останеме сами. Сами, да, сами со себе и со меаната. Точно, И со понекоја точно, чашка точно. испиена. Добро, да ве прашам, овие 8 песни значи се завршени веќе. Издадовте CD, нешто ново, дали се планира Работам. нешто од септември можеби? Сум во план, работам на уште 2 песни.
Веќе музиката и текстот се готови. Само да видам кај ќе се прават. Тие се нешто одлучам. поразлични од овие Па претходни? има едната е така. Пак во љубовна е, да, и едната е патриотска пак. Значи Македонија ми е Во срцето, така? Сепак, Тука мора тоа пат. Тоа ви е вечна инспирација, како што кажавте. Учество до некој фестивал, дали планирате, можеби Гоце Фест, еве тоа е фестивал вака на патриотска музика, патриотски песни. Сум во преговори сум со неколку фестивали. Сега некако временски не можевме да се вклопиме. Сакав и на Валандово да одам, да видам како ќе оди. Сум и со тие што работат со фестивалите и со текстописците, сум во контакт. Мислам дека... Дали пишувате за некој од нашите пејачи или за сега само сте си за себе? Не пишувам текстови за други, стрикно. За себе, Тоа за што своја мислам душа. да го направам, само за мене го правам. Така. Имате ли, да кажам, некоја омилена песна која што си ја потпевнувате можеби по дома, песна кога си возите во автомобил, еве денеска дојдовте сам во автомобил, што најчесто Мики слушате приватно? Сега и во автомобилот ми е Војо Стојановски е пуштен. Сите песните, сите албуми негови се. Браво. Тие Значи, течат. пораснати со песните, со музиката на Војо Стојановски и се уште неговите... Исто и моите деца. Исто сите поколенијата како што оди. Тоа останува. Така, браво. Реално за нас. Тука некаде ќе привршуваме со разговорот. Сакам само за крај да ви посакам многу успех во понатамошната работа. Се што имате нешто ново, ова е ваш прв деби албум, ама нека не биде прв, нека биде баш напротив нели како почетна капсула како викаат, понатаму да имате уште многу албуми. Кога имате нешто ново, со задоволство ќе промовираме на телевизија Алфа. Имате ли можеби некоја порака до гледачите? Па, да си ја сакаат Македонија, да слушаат македонските песни, зашто единствено македонската музика овде во Македонија треба и мора да се слуша. Така е. Одиме сега да го слушнеме она што го најавувавме, она што го чекаат и нашите гледачи. Тоа е за прв пат промоција на телевизија Алфа. Промоција на спотот Ајде Македонци. Ова CD го носи исто името Ајде Македонци. Слушајте, уживајте со музиката на Мики Даниловски и се надевам дека ќе има повторно можност да ни гостувате во телевизија Алфа. Сигурно. Ви посакувам многу здравје, успешна работа и секако среќен пат до Кичево назад. Фала ви многу и поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Ајде Македонци!